Времето лета, а на таа крилатица се присетуваме кога ќе се појави нова генерација на некој автомобил. Во растојанието помеѓу претходната и оваа емисија на сцената се појавија новите Audi A6 Avant, четвртата генерација на Ford Focus, а Herbert Diess е новиот прв човек на Volkswagen. Сепак, најголем настан за нас и со кого ќе го отвориме денешното издание е веста дека Македонија ќе има представник во Европскиот TCR шампионат. Нас ке не представува ПСС Racing тимот, предводен од искусниот возач Виктор Давидовски и неговата Honda Civic TCR, специјално подготвена за оваа прилика. Македонија може да се гордее бидејќи ќе имаме представник на престижниот европски TCR шампионат. ПСС Racing тимот начело со националниот првенец Виктор Давидовски. Одржувајќи се под загрилата на ФИА, во него ќе настапуваат 26 возачи, меѓу кои и Давидовски. Тој е познат на домашната и меѓународната автомобилска сцена по 20 извозени сезони. До 2010-та настапуваше во шампионатите на Македонија на кружни и ридски патеки, а потоа во шампионатот на Србија. Лани го освои 10-тиот шампионски пехар во својата кариера, што заедно со успешната трка на издржливост која се одржа на познатата Формула 1 патека Спа Франкошамп, го навестија и неговиот следен чекор. Давидовски го прифати новиот предизвик и во црно-белите бои на ПСС Racing тимот премиерно ќе настапува во новиот автомобил Honda Civic TCR. Веќе се познати и датумите на трките за оваа сезона, која ќе започне на 5 и 6 мај на патеката Пол Рикар во Франција. Зад европската TCR серија стои медиумскиот спортски гигант Eurosport Events, така што настапите на Давидовски ќе бидат пренесувани на преку 50 мрежи ширум светот. Тоа представува причина плюс будно да ги следиме и да ја дадеме својата поддршка на првиот македонец кој ќе ги дели тркачките патеки рамо до рамо со етаблираните европски возачи. За овој сон да стане стварност, голема заслуга имаат првата приватна станица за технички преглед ПСС, Седа Брокер и Агенцијата за млади и спорт. Швеѓаните ги знаеме како ладнокрвни луѓе кои не ги покажуваат своите емоции, но ќе мора да го смениме мислењето за нив. Ова што го гледате е електричен моторцикл развиен од компанијата Cake од Стокхолм, а произведен во Тајван. Личи на нешто што би го нашле во продавниците на Икеа, но колку и да барате таму нема да го сретнете. Причини има две. Првата е што целокупното иницијално производство од 50 примероци е распродадено. Втората е цената од 14.000 евра со вклучена бесплатна достава низ целиот свет. Со ознака Калк, овој иновативен моторцикл е совршен хибрид меѓу маунтбајк, велосипед и мотокрос машина, замислен исклучиво за уживање во возењето. Конструктивниот пристап му е минималистички заради што и има тежина од 70 килограми. Користени се најсовремени алуминиумски легури и пластични делови во комбинација со јагленородни влакна. Електромоторот има само 15 киловати, а со полна батерија може да помине до 80 километри. Максималната брзина му изнесува околу 80 километри на час, а за запирање се задолжени 220 мм дискови. Volkswagen групата доби нов директор. На низиното чело застана Herbert Diess, кој досега беше прв човек на марката Volkswagen. Тој на оваа функција го заменува Матијас Милер, кој беше именуван во 2015 година после избивањето на Дизелгейт аферата. Неговиот договор предвидуваше мандатот да му трае до 2020, а во соопштението за јавност се вели дека заменувањето е заеднички договорено. Тој успешно ја спроведе групата низ најтешките моменти во низината историја, насочувајќи ја кон електричните води. Volkswagen скоро и да нема штета по имиджот, продажбата
компанијата соборува рекорди, а расте и профитот. Иако битката со последиците од скандалот со издувните гасови се уште трае, најтешкото одамна е надминато и беше време со радикална трансформација да се тргне кон нова иднина. Неа треба да ја предводи Херберт Дис, кој има голем удел во одличната стартна позиција што ја наследи. Кариерата ја градеше во производствените погони на Bosch и BMW. Премина во Volkswagen неколку месеци пред Дизелгейт скандалот, која чинеше групата околу 30 милиарди евра. За него председателот на надзорниот одбор Ханс Дитер Печ истакна дека има брзина и елан за имплементирање на новите стратегии. Првиот предизвик пред кој ќе се најде Херберт Дис ќе биде прераспределбата на брендовите во три групи: големосериски, премиум и супер премиум. Цел на овие измени е децентрализацијата на раководењето и добивање брзина и флексибилност во спроведувањето на одлуките. Text Eva. I miss you. Send. She called me up late last night, 3:15. She's waiting on Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta. for me. Доживејте го хоризонтот како појдовна точка. Искористете ја секоја пречка за поголем залет. И продолжете каде што другите застанува. Нова SUV гама на Peugeot, далеку пред сите. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Кога целта е многу повеќе од едноставно пристигнување до посакуваната дестинација, тогаш возењето автомобил се претвора во секојдневна авантура. Дозволете Toyota Corolla да го раздвижи вашето секојдневие. Модерен дизајн, безпрекорна технологија, врвна безбедност со 7 воздушни перничиња, како и задна камера за помош при паркирање. Таа е вашиот вистински партнер во возењето. Искористете ја акциската цена од 16.990 евра за дизел мотор и многу опрема, како и одличната лизинг понуда од 4,5% каматна стапка и 50% попуст на каско осигурување. Toyota Corolla. Секој ден е ново задоволство. Човек во темнина го обликува светот пред себе. Студ претворен во топлина, горчина во сладко. Создавање нешто од ништо. Едноставна убавина претворена во нескротлив цвер. И токму во оваа спротивност лежи безпрекорниот вкус. Mercedes-Benz, the best or nothing. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила.
Групата PSA воопшто не може да се пофали со електрификација на својата гама. Покрај електричните верзии на Partner и Berlingo, Peugeot и Citroën под своите ознаки го продаваат и Mitsubishi и Miev. Во понудата е и малиот и Mehari на Citroën, а Opel ги прекина испораките на Ampera E. Од нив, заедно со претходната генерација на Ампера, од 2010 година наваму се продадени вкупно околу 35.000 примероци, што е целосно незадоволително. Но тоа наскоро ќе се промени. Одлучено е да се основа посебна интерна дивизија која исклучиво ќе се бави со електричните автомобили. Пресвртот ќе започне идната година со цел во 2025-та вакви возила да се нудат во сите класи и под сите марки – Peugeot, Citroën, DS, Opel и Vauxhall. Поради тоа, новата дивизија ќе биде задолжена и за намалување на емисиите на штетни гасови во производството. За разлика од конкурентите, во групата PSA досега не полагаа многу надеж во развојот и производството на електрични автомобили. Напротив, постојат сериозни разлики во мислењето за нив. Новите времења ги предводи гласот на Opel, чии раководни личности во повеќе наврати имаат истакнато дека во тој правец ја гледаат иднината. Директорот на Peugeot пак ги смета електричните автомобили за сосема непотребни. Во Citroën се рамнодушни, а во DS задоволни со хибридните решенија. Во моментов Opel не работи на електрични платформи, а во PSA од 2016-та паралелно развиваат две решенија. Тие треба да бидат основа за неколку различни типови возила, за конкретните детали се уште е рано. Малку застарените информации споменуваат 7 плагин хибриди и 4 целосно електрични возила. Во целата работа ќе бидат вклучени и кинеските партнери од Dongfeng. Човековата екстравагантност нема граници. Кога и да помислиме дека сме го виделе најекстремното, ќе се појави нешто што ќе го надмине. Но во случајот на Карлман Кинг, тоа ќе биде навистина тешко, бидејќи досега ништо слично не е понудено. Се работи за проект подпишан од непознатата кинеска компанија IAT, зад која стои голем капитал и белосветски памет. Идејата е едноставна, со претерување да се постигне она што изгледна невозможно. Оттаму тврдат дека новиот теренец е развијан со учество на 1800 луѓе од Европа. За изгледот непотребно е да се трошат зборови. Ако мораме, ќе кажеме дека замислата им било да направат возило со каросерија од јагленородни влакна и изглед како од филм со Бетмен. Внатрешноста, во која ќе има меѓу 4 и 7 седишта, е овоземна, со сиот скапоцен луксус што може да се замисли. Ќе ги споменеме само ладилникот за шампанско, PlayStation 4 играчката конзола, сателитскиот телефон и покривот со амбиентално осветлување. Со негова помош интериерот но ќе изгледа како галактички брод. Дење пак готово секоја површина отточена со злато блешти посилно од сонцето. За разлика, механиката не е ни најмалку рафинирана. Основата му е камионска од американскиот Ford F-550. Од него е и 6,8 литарскиот V10 мотор со 400 коњски сили, но тие едва и се доволни за максимални 140 км на час, бидејќи оваа градосија е тешка помеѓу 4,5 и 6 тони. Должината и изнесува 6, ширината и височината по 2,5 метри, а резервоарот собира 152 литри бензин. Во согласно со се друго е и цената која се движи од $2,2 милиони за обичната до 3,8 милиони за блиндираната изведба. Ќе бидат произведени само 9 примероци кои своите купувачи ќе ги бараат на Блискиот Исток. Можеби и затоа производителот наведува дека Карлман Кинг може да функционира на температури од минус 40 до плюс 90 степени Целзиусови.
На редовното годишно собрание на акционерите, Daimler објави дека до 2020 година Smart и во Европа ќе нуди само електрични возила. Овој потек следи откако лани од гамата во Северна Америка беа исфрлени бензинските модели. Тенденцијата е до 2022 година Mercedes-Benz, во чиј состав делува и Smart, во секоја класа автомобили да има барем по еден електричен модел. Во истиот период ќе се започне со електрификацијата и на комби возилата, камионите и автобусите произведени од марките на Daimler. Исфрлањето на моделите на Smart со погон на фосилни горива во Америка беше проследено со кратењето на продажната мрежа од 85 на само 27 дилерства. Тие лани продадоа едва и 3000 примероци од помалиот Fortu по цена од $18,000 со вклучени субвенции. Поголемиот Forfor воопшто не е во понуда. На стариот континент се продаваат електрични верзии и на двата модела. Имаат електромотор од 82 конски сили, а декларираната автономија им е 160, односно 155 км. Максималната брзина им е ограничена на 130 км на час. Цената на електричниот Fortu во Германија изнесува 22.000 евра, додека Forfor е поскап за само 600 евра. Лани Smart во Европа продаде 100.000 возила. Ако Ауди е познат по нешто друго покрај кватро погонот, тоа секако се караванските авант изведби на неговите модели. Иако во денешно време популарноста им опаѓа после представувањето на новиот A6 во Женева, љубителите на марката желно ја очекуваа и ваквата негова верзија. Со право, бидејќи Audi A6 Avant изгледа подобро од било кога. Предниот дел е идентичен со лимузината, додека задниот е елегантно изведен. Лед светлата и хромираната лајсна одлично се вклопени и ја прикриваат благо нагласената агресивност. Ауди уште еднаш потврди дека знае како да направи караванска изведба која е спој на сите карактеристики на марката. Кај новиот караван некои позначајни корекции во внатрешноста нема. Таа е превземена од седанот и се одликува со модерен, дури и футуристички дизајн. Квалитетните материјали се комбинирани со нови технолошки решенија. Посебно се истакнуваат дигиталната инструментабла и двата централни дисплеи. Практичноста е подобрена со неколку умни решенија, а багажниот простор расширен на 565 литри. Со соборување на задната клупа се добиваат повеќе од солидни 1680 литри. За возните карактеристики ќе бидат задолжени 4 вида ослонување и опционалното управување на сите тркала. Системите за безбедност ги има многу на број, а новитет е електричната инсталација од 48 волти со хибриден стартер генератор. Во овој момент не е прецизно објавено со кои мотори A6 Avant ќе биде понуден. Сепак работите по ова прашање се прилично јасни и на почетокот треба да го очекуваме со 2-3 литарски агрегати, бензински со 340 и дизел со 286 конски сили. Послабите верзии ќе се појават подоцна, а наредната година ќе следи и плагин хибридната погонска група. Како и досега, врв во понудата ќе биде S6 и RS6, кои треба да ги очекуваме најрано за година и пол до 2. Иако кросоверите се голема закана за неа, нема да биде прескокната ниту полутеренската all-road изведба. Точно 20 години од појавувањето на оригиналот, Ford ја представи новата генерација на Focus. Со оглед на тоа дека сегашниот модел датира од 2010-та, очекувањата беа големи. Затоа и првите реакции на дел од јавноста беа дека изгледа некако млак за битка со основачот и владетелот на класата. Други пак велат дека Focus се надмина себе си и дека четвртата генерација на Focus е доказ дека вечните вредности секогаш се во вистинскиот Focus.
Од искуство знаеме дека вистинскиот впечаток доаѓа со задоцнување, заради што засега ќе се воздржиме од коментари. Фокус е најважен модел на марката и во сите своји генерации досега се има продадено во 16 милиони примероци. Затоа и во Ford се решија дизајнот на долго очекуваниот компакт да биде еволутивен. Со своите меки линии делува складно и истовремено елегантно и динамично. Поставен е на потполно нова платформа, конструирана за што подобра безбедност. Габаритите се задржани, а во пространата внатрешност царуваат најдобрите материјали во класата. Доминира екранот чувствителен на допир со кој може да се командува и со гестикулации. Во прелиминарните спецификации се наведени точно 23 безбедносни асистенти. Посебно се издвојуваат софистицираниот Ford Co-Pilot 360 систем со второ ниво на автономно возење. Адаптибилниот темпомат може целосно да го запре возилото во градските гужви и после тоа сам да тргне. Не недостасуваат ниту трендовските додатоци, како што се Wi-Fi конективноста, бежичното полнење на мобилен телефон и слично. Богатата моторна понуда ја сочинуваат по 2 бензински и дизел агрегати во повеќе верзии. Најмногу се очекува од еднолитарскиот EcoBoost мотор кој ќе биде достапен со 85, 100 и 125 конски сили. И посилниот 1,5 литарски бензинец има 3 цилиндри и ќе располага со 150 и 182 коњи. Дизелите се од 1,5 и 2 литри со 95, 120 и 150 конски сили. Шестстепената трансмисија е стандард, а посилните агрегати ќе може да се спарат и со новата 8-степена автоматска трансмисија. Со него се ракува со вртење на големото копче сместено таму каде обично е рачката на менувачот. Ford Focus ќе се нуди во 3 каросериски изведби со 6 нивоа на опременост. Нова е трендовската кросовер варијанта со ознаката Active. Се карактеризира со погруб изглед и малку подигната каросерија со теренски засилување. Новиот Focus дефинитивно ќе ги измеша картите во компактната класа. Во Ford добро се подготвија и очекуваат овој иновативен, динамичен и возбудлив модел да стане нова звезда во своето пазарно обкружување. За Европа ќе се произведува во погоните во Сар-Луис во Германија, каде се вложени дури 600 милиони евра. Продажбата ќе му започне во септември по цени кои ќе стартуваат од околу 18.000 евра. ST и RS верзиите треба да се очекуваат во 2019 или 2020 година. Го нарекувавме мал, но тој дојде на сцената во голем стил. Уште пред да започне целосно да ги освојува купувачите, XC40 беше прогласен за европски автомобил на годината, станувајќи прв модел на Volvo што се закити со оваа награда. Прв е и во многу други нешта. Со него започнува серијата 40 и е прв модел што е поставен на новата компактна модуларна платформа. Прв представник е и на идната мобилност како швеѓаните ја замислуваат. Заради се што е, тоа е голема новост не само за Volvo, туку и за целиот сегмент. Зоран Коцев беше на лице место и ви ги пренесуваме впечатоците од таму. Во содржајното и сеопфатно представување на новиот модел, прво што ни кажаа домакините е дека Volvo XC40 не е кросовер, туку вистинско спортско корисно возило. Може би звучи како игра на зборови и различно толкување на термини за едно те исто, но фактот е дека во живо изгледа поголем. Сепак должината од 4,43 и широчината од 1,86 метри го сместуваат токму покрај угледните конкуренти Range Rover Evoque, Audi Q30 и BMW X1. Но затоа нешто поголемата височина од 1,65 метри и храбриот дизајн му дава силен карактер и младешки пркосен изглед кој го прави поголем. Директната споредба со XC90 и XC60 ја покажуваат еволуцијата на стилското изразување. Елегантните линии на поголемите браќа се трансформирани во поагресивно и помало пакување. Препознатливата шестоаголна маска и карактеристични
страничните предни LED светла со облик на чекан на Тор прават да биде еден од најоригиналните модели на пазарот. На силуетата владее карактерната странична линија која се протега од профилираниот поклопец на моторот до задните масивно изведени столбови. Скандинавскиот дух се среќава и во внатрешноста, каде познатиот амбиент благородно е искомбиниран со надпросечен квалитет. Меѓуоскиното растојание од 2,7 метри обезбедува просторност за пример. Напред се седи високо, но не премногу, а ниту патниците назад нема да се положелат. На прв поглед се е очекувано јасно и промислено, но и логично истакнато со одредена доза карактерност. Управувачот пријатно лежи во рацете, а сите прекинувачи се на своето место. Пред очите на возачот се наоѓа дигитална инструмент табла, а на средината голем дисплеј чувствителен на допир. Од страна сменетите вертикални отвори за вентилација се стилизирани во духот на 80-тите години и делуваат оригинално. Исто како и миниатурната рачка на менувачот кој се контролира електронски, без сајли или било каква механичка врска. Фиоките под седиштата, страничните джебови на вратите во кои собира дури и лаптоп и другите умни решенија му даваат голема употребна вредност. Бидејќи е наменет за помладите урбани купувачи кои водат активен живот, исполнете и со шмекерски детали. Мислено и на персонализацијата која е овозможена со различна боја на покривот, 4 основни пакети опременост и бројни додатоци и дополнителни опции. Првиот впечаток од возењето е дека XC40 ја нема очекуваната шведска тврдост. Се движи меко и комфорно дури и на лош асфалт, а навалувањето на каросеријата во острите свиоци предупредува дека во нив се влегува пребрзо. 8-степениот автоматски менувач одлично си ја врши работата. Моторот со своите 190 дизелски коњски сили, извлечени од 2 литра работна зафатнина, силно влече во сите режими. Добро се носи со тежината од дури 1,7 тони, но таа сепак се чувствува. Забележливо беше дека е за нијанса 2 помрзлив отколку што очекувавме. Во сегашната понуда XC40 е достапен уште и со бензинскиот турбомотор со 247 коњски сили. Погонот на сите 4 тркала е сериски и кај двете верзии. Летово ќе пристигне со послабиот дизел мотор од 150 коњи, како и со трицилиндричните бензинци од 156 и 190 коњски сили. Понудата ќе биде докомплетирана со верзиите со погон на предните тркала и мануелен менувач со 6 степени. Бидејќи Volvo е премиум марка и цените се движат во тие рамки. Изведбата со највисокото ниво на опременост Momentum со 2-литарски турбодизел од 190 коњи чини 46.900 евра. Оваа цена е висока и треба да се оправда со повисоко ниво на квалитет од останатите конкуренти од премиум сегментот. Сепак за коментари би се воздржале додека XC40 не пристигне на нашиот пазар и имаме повеќе време да поминеме со него. XC40, иако е потполно нов модел, има извонредно висока цена. Може би и тоа не е ново во светот на 4 тркала, бидејќи секој нов модел во просек ја зголемува цената на новите автомобили. Сигурно дека цената нема да ве возбуди, а следното издание на Автомагазин ви гарантирам дека ќе биде подеднакво возбудливо како и ова. До тогаш останете во добро расположение и здравје. До гледање.